Некако ни тргна во Јован 19 глава, малку како да подзаглавивме, но ни тргна во поглед на согледување на цитат, на пророштво од Стариот Завет, кои што наоѓаат своје исполнување токму во смртта на нашиот Господ Исус Христос. И вечерва, јас не би зборувал за Јован, не би продолжил, ќе остане тоа за понатаму, но се одлучив да проговорам токму за месијански пророштва од Стариот Завет, кои што се исполнуваат во рокот од овие 24 часа, кои што се предмет на наше проучување, почнувајќи од, мислам беше тамо, која глава на Јован, од Тајната вечера. Значи, дали е тоа 13 глава, тука некаде мислам дека беше. Па наваму ние сме всушност во тие 24 часа на последните мигови од земскиот, односно, да, Христос и подосна проживеал уште некој ден на земјата, меѓутоа од неговата служба, да кажеме, тој дел од неговата служба, се дојка не бил распнат на крстот. И замислете си, ова се 20 пророштва кои што се исполниле во детали, значи, секој најситен детал на кој што еве и доста Јован се задржал, но ги имаме и во другите, во так наречени синоптички евангелија, каде што значи, се исполнуваат во тие 24 часа, да не зборуваме за други моменти од неговиот живот. И тоа, кога веќе во 19 глава од Јован навлеговме во таа кулминација на не само Јовановото евангелие, туку на целата Библија, еве сега да проговориме, да споменеме некои од тие. Ги имам, значи, тука 20 колку поминеме толку, нам не се позната, меѓутоа нешто што навистина делува многу осведочувачки, за да човек свати дека сме направиле вистински избор, прифаќајќи го Христа како Месија, како Син Божи. Па еве да почнеме. Значи, некои од овие пророштва се постари и од 500 години и се исполнуваат, како што кажа, во тие 24 часа. Од Гециманија, да кажеме, па Христовото погубување, значи четвртокот и петокот. Захарија 11:13. Захарија 11 глава 13 стих. А Господ ми рече, фрли ја во ризницата таа убава цена со која ме оценија. Јас ги зедов 30 сребреници и ги фрлив во ризницата на Господовиот дом. Во интересно време, тоа јас не би читал, меѓутоа во Матеј 26 глава 14 и 15 стих е исполнувањето. И не само таму, се спомнува скоро во сите евангелија. Нашиот Господ Исус Христос беше предаден за 30 сребреника. 13 стих, следниот стих од Захарија. А Господ ми рече, се извинувам, Да, добро, 12 и 13 стих се однесуваат на тоа. Псалм 50, односно, ако сме веќе во Захарија, да не шетаме многу, 13 глава Захарија, 7 стих. 13 глава, 7 стих. Разбуди се мечу против мојот пастир, против човекот, мојот роднина, говори Господ над воинствата, удри го пастирот и овците ќе се разбегаат. Ќе ја свртам раката против слабите. Кога тоа овците се разбегаа на пастирот? Да. Значи, еве, може да прочитаме Матеј 26:56. Матеј. А ова се збидна за да се исполнат проречените писма. Тоа токму овој стих што читаме од Захарија. Тога сите ученици го оставија и се разбегаа. Го удира пастирот и овците се разбегаа.
Псалм 55, односно, подобро Псалм 41.9, и тој се однесува на истото нешто. Псалм 41.9. А и мојот пријател, во кого имав доверба, кој јадеше мој леп, ја крена петицата против мене. Јуда, пријателот, кого што Исус ќе го ослови токму така како пријателе, зошто дојде? Исполнувањето, значи, се наоѓа во Матеј 26 глава 49 и 50. Да не го читаме повторно, во интерес на времето. Псалм 35:11. Неправедни сведоци станаа, ме прашуваа за она што не знам. Лажни сведоци, неправедни сведоци. Тоа веќе го знаеме, исполнувањето се наоѓа во Матеј 26 глава, исто 59 и 60 стих. Исаија 56. Исаија 50 глава, 6 стих. Им го подметнав грбот на оние кои ми удираа, а образите на оние што ми ја кубеа брадата и своето лице не го скрив од навредите и од плукањето. Исус беше навредуван, беше плукан, беше ударан, шамари му удараа. Исполнувањето го имаме во Матеј 27:30. Исаија 53:7. Овие се веќе добро познати стихови. Го измачуваа, а тој оставаш и не отвори својата уста. Го одведува како јагне на кољне и како овца нема пред оние што ја стрижат и не отвори својата уста. Сеќавате, ова го читавме. Пилат се му било чудно дури зошто Исус не реагира, зошто не кажа нешто во своја самоодбрана. Молча. Псалм 22:16. Псалмот кој што го спомнав минатиот пат, еден од силните месијански псалми, кој што Исус патем го цитира, значи на самиот крст. 22:16. Кучињата ме обколија, лукав народ ме обкружи, ги прободоа моите раци и моите нозе. Спомнав минатиот пат. Ова е распнувањето, проречено во 22 псалм. Стотици години пред да се случи самиот настан. Исаија 53:12. Повторно назад во Исаија 53:12. И овој стик, мислам дека минатиот пат го читавме. Овде имаме исполнување на две работи. Мислам, проречени се две нешта, два детали. 53:12. Затоа ќе му дадам мноштво во наследство и со силните ќе го дели пленот, зашто сам се подуни на смрт и беше вбројан меѓу злосторниците. Минатиот пат спомнат. Беше распнат меѓу двајца злосторници. За да ги понесе гревовите на мнозина на себе и за да се заземе за злочинците. Како се зазема, еве во второто исполнување, како Исус се зазема на самиот крст, виси на крстот, се зазема за злочинците, за оние кои што го распнаа. Оче прости им, не знаат што прават. Тоа е неговото заземање, посредништво. Повторно назад во Псалм 22:8. Осмиот стих. Тој се надева на Господа, нека го избави, нека го спаси ако го милува. Како му се исмевале. Па ти други спасуваш, ајде сега сам спаси се. Нека ти избави Господ. Ако си на вистина Син Божи. Истиот Псалм 22, 17 стих. Можам да ги пребројам сите своји коски, а тие ме гледаат и ме презираат. Овде имаме два моменти. Презирање. И тоа дека ни една коска не му била скршена за разлика од останатите двајца. Затоа што издивнал, починал за многу кратко време уште пред зајдисонце.
Одеме понатаму. Псалм 22:18, следниот стих. Што има овде? Ги поделија моите облеки меѓу себе и жребка фрлија за мојот облек. Знаеме што поделиле, а знаеме зашто фрлиле жребка. Навистина, значи, нема ниеден детал испуштен од тие 24 часа, од таа кулминација на настаните, всушност, централниот настан во целата Библија. Зошто? Ова е без причина. И како има силна причина. За да и тие таму што биле присутни, и сите ние денеска препознаеме дека Исус е Месијата. Неверојатно да се оди во такви детали. Пророштва кажани од Давид, од Захарија, од многу други писатели на Библијата, а сите наоѓаат исполнување во Исуса Христа. И тоа овие што ги читаме само се однесуваат на тие последни 24 часа. Првиот стих, што да кажеме за првиот стих од истиот псалм? Боже мој, зошто ме остави? Зборовите изговорени од Исуса на крстот. Наоѓаат исполнение во Матеј 27:46. Псалм 69, 21 стих. Псалм 69, 21. 69. 21. Во јадењето ми за мешаа жолчка, во мојата жет ме напоја со киселина. Дури и ова го има. Значи, ниеден момент не е испуштен. И замислете си, колку човек може да биде заслепен. Стариот завет го читале. Колку го читале, сега зависи кој, како што денеска Јани упати прашање, и навистина прашање колку и ние Библијата денеска читаме. Меѓутоа, еве, колку ја читале и израелците тогаш. Како можеле сето ова да го испуштат од вид? Кога само тие 24 часа се исполнуваат еден по друг момент. Значи, делови од Светото Писмо кои што тие го проучували, го читале, а да не препознаат дека тоа е Месијата. Неверојатно, меѓутоа 69, 21. Па, кој превод го имаш ти? Во јадењето ми за меша жолчка, во мојата жет ме напоја, да. Или на погрешно место читаш, или не знам кој превод го има. Добро, 21. Да. Значи, ова го наоѓа своето исполнување во Евангелие по Јован, 19 глава, 28-29 стих. Псалм 31, стих 5. Псалм 31, 5 стих. Во Твојата рака го предадам мојот дух, Ти ме откупи, Господи Боже, на вистината. Во Твојата рака го предавам мојот дух. Завршните зборови пред да издивне. 38:11, псалм, исто. 38:11 стих. Пријателите и другарите се отстранија од моите рани и моите најблиски стојат далеку. Ова наоѓа своје исполнување исто така во Лука 23:49. Еве да го прочитаме ова. Значи 38:11, дури и ваков детал, значи има. Лука 23:49. Што се случува на Голгота доека Исус виси на крстот? 23:49. А сите негови познати стоеја подалеку и жените кои дошле по него од Галилеја го гледаат тоа. Сите стоеја далеку. Дури и тоа се исполнува. Псалм 34, 20 стих. Тој ги чува сите негови коски, нито едно од нив нема да му се скрши. Тоа повторно се однесува на коските. 34:20. Захарија, повторно во Захарија, на кратко 12:10. Захарија 12 глава 10 стих. Како што забележуваме, доста
од овие пророштва се во Захарија и пред се во псалмите, имаме во Исаија нешто. Значи, реков Захарија 12:10. А врз Давидовиот дом и врз Иерусалим ќе излеам милостив и молитвен дух и ќе гледаат на оној кога го прободоа, ќе тажат над него како над единец, ќе го оплакуваат горко како првенец. Еве да го прочитаме исполнувањето во Јован 19 глава. Значи, токму во главата која што ја проучуваме се уште, таму негде при крајот, односно од 34 до 37. Јован 19, од 34 до 37. Еден од војниците го прободе со копје меѓу ребрата и веднаш потече крв и вода и очевидецот посведочи и неговото сведоштво е веродостојно и тој знае дека зборува вистина за да верувате и вие. Имено сето ова се случи за да се исполни писмото. Неговата коска нема да се скрши. Добро, ова е исто исполнување на претходниот стих што читавме, не само на овие. Значи, писмото од 34-тиот псалм се исполнува, неговата коска нема се скрши, а на друго место писмото вели, значи е во Захарија 12:10, ќе гледаат на оној кога го прободаа. Еве Јован, значи, повторно во иста таа 19 глава, колку обрнува внимание токму на исполнување на еден куп пророштва, поврзани само со, значи, распнувањето Христово и Голгота. Амос 8:9. Амос 8 глава 9 стих. Во тој ден говори Господ Бог, ќе направам сонцето да зајде на пладне и ќе ја затемнам земјата среде бел ден. Ова не треба да се спомнуваме кога се случува и како се случува. Исполнувањето во Матеј 27:45. Неверојатно. Замислите си да сте учесник, посматрач или било која улога да имате во тој ден, тие 24 часа. Поготово, овие пророштва пред се однесуваат на последните моменти, тука, денот петок, Велики петок, како што го кажуваат. Значи, моментите на Голгота. Замислите си да сте учесник, да сте таму присутен, да ги гледате сите овие работи, стих по стих, буквално, стих по стих, наместо да ви излегуваат во умот, да се подсетувате на оно што сте очитале, вие сте толку заслепени и вие сте, може би, дел од таа толпа, кој што вика распни го распни. Неверојатно слепило. Ова е една силна поука и порака до нас денес. Ние сме тие кои што се удираме во граде, дека на вистина ја познаваме вистината, ја читаме Библијата, ја разбираме Библијата. Ние сме тие кои што треба да однесеме светлината и до другите, меѓутоа, што ако сме во темнина и ние самите? Што ако солта облуткавело? И е уште еден, а тоа е од Исаија, познатата 53 глава од Исаија. И не се само овие, има повеќе. 53 глава, 9 стих. Му го одредија погребението меѓу злочинците, а неговиот гроб беше при богатите, иеко не направи неправден, пак устата му изусти блага. Беше закопан во гробот на Јосиф. Гроб кој што беше празен, беше во тој дел, кај што ја закупуваат елитата, да кажеме, богатите. Беше в броја меѓу злочинците, а беше закопан кај богатите. Че нема детал, буквално, гледајќи сите овие пророштва и нивното исполнување, од тој ден, петок, кој што не се исполнил. И не бил проречен. И повторно, за жал, а дури и до ден денес, евреите не го прифаќаат за Месија. Жалосно, но една поука и до секој од нас денеска, како што и претходно кажав, да навистина, како што и Јани често пати порачува, поготово после сите овие предавања што ги држи околу 2300 денови ноки, не само да читаме онака површно, навистина треба да се задлабочуваме во Божјата реч. А Господ, преку Духот свој свети,
на секој оној кој што искрено бара, ќе му открие, ќе му покаже. Нека му е слава на Господа за вака даденото свето писмо. Јас се сеќавам, брат Трајча не е единствениот. Има кажано дека токму тие пророштва од Данило откровение највеќе го привлекле да дојде во овие редови. Јас сум истиот. И тоа еве и овие пророштва се навистина со нивното точно исполнување, се силна порака и силна реч која што делува и кај нас денеска, но и ќе поделува на мнозина кои што се уште не го запознале Христа, да го прифатат како свој спасител. Месија, оној кој што дошол да не избави од ова зло.